Почитувани, Стефчо Јакимовски е градоначалникот со убедливо најголем број на афери и скандали кои стојат зад неговото работење. Денес ќе презентираме нов скандал, овој пат тој е вреден близу 1 милион евра. Ова е случај кој е школски пример за судирни интереси и случај кој отвара многу прашања и дилеми за сериозен криминал во кој можеби е вплеткан и градоначалникот на општина Карпош господинот Стефчо Јакимовски. Општината Карпош во 2011 година склучила вкупно 22 договори во вредност од 916.000 евра со фирмата Сандра Инженеринг, градежна фирма во собственост на Боже Шекутковски, шура на Маријан Ивановски, поранешен шеф на кабинет на Стефчо Јакимовски и Андреј Петров, меѓу другото и член на СДСМ. Значи шурата на поранешниот шеф на кабинетот на Јакимовски, кој што се уште е вработен во општина Карпош, Маријан Ивановски, добива бизниси вредни 916.000 евра, повторувам, 916.000 евра за само една година. Згора на тоа, за Боже Шекутковски, шура на поранешниот шеф на кабинет на Јакимовски, кој што се уште е вработен во општина Карпош, и за поранешниот градоначалник на Лозово, веќе постои постапка пред органите на програмот, односно кривична пријава за злоупотреба на службена должност, и тоа токму во случај за соработка со фирмата на Боже Шекутковски со една друга општина. Боже Шекутковски веројатно нашол добро прибежиште на своите бизниси во општина Карпош. Очигледно, Стефчо Јакимовски е добра подлога за секој кој сака да развива вакви сделки. Сето ова што денес го говориме премногу потсетува на ситуацијата со матните сделки во случајот Лозово. Почитувани, самото по себе што фирмата на шурата на поранешниот шеф на кабинетот на Јакимовски, кој што се уште е вработен во општина Карпош, добива бизниси вредни милиони и милиони денари е скандалозно. Ова е мега афера. Ајде, господин Стефчо, излезете во јавност и кажете зошто токму фирмата на шурата на ваш вработен е ангажирана во најразлични договори во вредност од 916.000 евра. Редно време е господинот Стефчо Јакимовски веќе еднаш конечно да одговорите на прашањата кои ги поставуваме и кои предизвикуваат сериозно внимание во јавноста. Очекуваме прецизни одговори, клеветите, заканите и навредите веќе не помагаат и не поминуваат. Јавноста заслужува одговори. Вашето бегање од одговорност мора да престане. Одважете се и одговорете на директно поставените прашања. Ви благодарам.